Земјоделците нема да отвораат трансакцијски сметки во банка за користење на зелената нафта. Од владата и ресорното министерство велат дека тој концепт се напушта бидејќи ќе им предизвика дополнителни трошоци на производителите. Наместо трансакцијски сметки ќе се избере компанија на тендер од која земјоделците ќе ја купуваат нафтата за да биде на едноставен начинот до кој ќе дојдат до неа. Производителите пак велат дека со нафтата би требало да се намалат трошоците за производство. Да, веќе нашиот земјоделски производител долго време очекува зелената нафта, бидејќи во самата цена на чинење на земјоделскиот производ со одреден процент влегува и трошокот од нафтата. Така да, ако дојде до примена на самата зелена нафта, ќе дојде евидентно и до намалување до цената на чинење на земјоделскиот производ. Мислиме, мораме да го потенцираме податокот дека примената на зелената нафта беше потенцирана и во самата програма на владата. На вчерашната седница на владата веќе беше донесена одлука дека е покрената постапка како и на кој начин веќе да биде додалувана зелената нафта на нашиот земјоделски производител, така да се надеваме дека критериумите и постапките за воведување на зелена нафта, на примена на зелена нафта во земјоделието во најкраток временски период ќе отпуште. Оваа мерка е наменета за субвенционирање на нафтата која што земјоделците ја користат за механизацијата. Ке се покрива 30% од вредноста на нафтата, а за таа намена се издвоени 3,3 милиони евра од буџетот за 2019 година. Оваа мерка треба да опфати 55.000 земјоделски стопанства.